човечка судбина или Божја волја? Или можеби обете? Ограничениот човечки ум не може да ја свати Божјата делотворна силина представена преку за нас неважни и навидум обични појави. Неговата љубов кон сопствената му креација од памтивек ја вткајува во животворни извори, понекогаш ставајќи ги во заборав и по неколку столетија. И тогаш кога ќе почувствува дека е вистинското време за прочистување на ѓаволската подлост, го запоседнува болното тело на една млада мајка. Од тогаш еден живот добива друга форма, друга дименсија, многу различна и единствена. Нејзиното тело е тешко и неподвижно. Скршена од болка, го слуша нежниот семоќен шепот, обдарен со бескрајна надеж. Обземена со дотогаш за неа непозната сила, собира храброст да ја напушти постелата и да зачекори кон непознатото. Да го остави зад себе световниот живот и да замине во безрезервна служба на духовниот ни спасител. Таа собира само толку човечка снага во себе, колку да ја следи неговата порака. Ноќта си не вечераме како сека вечер и таа вечер. 5 до 12 слушам некој глас, некој ме вика стани. Прва вечер очи, 29 вечер очи 30. 7 месец. И стани, и јас станувам. И слушам гласот ми вика само човек не видам. Поткади си ја облажи се. Викам немам со шо. И јас се вика шикерчик се подказа, шикери вода ќе се облажиш. Облажи се од таа вечер сидне 6 месеци ноќно станување. Јас станам од дома, од постелата, бегам од 5 деца, од домаќин, дојдам тука и само виках алилуја и Господи помило. Кој ме тераше, бег свесна, мајка на 5 деца, готвам, месам, перам, крпам. Сите работи ги работам, ама ако требаше да станам, јас морах да станам и да дојдам тука, да бегам тука. Но не е се така мистично. Таа не мора да пројде 7 води и 7 ридови за да ја исполни волјата Господова. Туку едноставно да пристигне на семејниот имот, оддалечен само 2 километри од градот Штип. Таму ќе го дослуша крајот на неговиот аманет. Уморно се движи болното тело низ криволестите патеки на постеливиот терен. Змии и отровници се нејзини сопатници. Трнлив е патот до Божјата милост и само најупорните ќе можат да и се насладуваат. Водена од чудно пречуство, конечно пристигнува на предскажаното место. Исцрпена, седнува да си почини и да ја послуша Господовата порака. Но не се чуле татнежи и гремотевици, ниту пак некој громогласен глас да се јави да заповеда. Се слушнале само зборовите на намерникот: стани и покопај малку. Тогаш, како на сон, мајката ја зела казмата и почнала да копа. Но само по неколку удари, земјата го испушта својот животворен напиток. Копнах малкучка и падна ми копачо, не да ја копнах, немах сила ја ич. Падна ми копачо и испадна.
па нада преска водата и да примете многу мало изборче, колку една чашка вода да напуниш, повеќе немаше, тоа како ракија право ток течеше водата. И тоа го направиме. Водичката на 27-ми наоколу обградихме, водичката само остана непокриена, а јас станах многу поврна. Оздравех си, немам такви ноќни станувања, не ипкам веќе вечериња. Уште многу рано, мајка Мирјана ја открива таинствената моќ на капливото изворче. Не поминало ниту цела недела, а веќе се расчуло за неговите благотворни својства. Најнапред едно мало девојче преку обредното миење со светата вода си наоѓа мирен сон во прегратките на мајка си. А потоа и едно момче ќе се излекува од хронични болки на коленото. Тој напиток за секогаш ќе го промени и животот на младата Мира, која оттогаш ќе биде надалеку позната како мајка Мирјана. Појавата на вода во опустеливиот каменит предел и откривањето на нејзината чудотворна сила ја тера да продолжи и понатаму со копањето и да открие што се крие во ридестите пазови. Една вечер ме изгубуват и гледам една жена месте. У левата рака држе сачки, месте куп сачки, ама надолу гледам само нози, боси и ткаено, платнено ткаено, неподмиено. И раците ги гледам дека у едната рака држе бршник. И слушам глас, вика, лебо е готов. Още да се ставят се пече. Значи, местото е откриено, ама ние не знаеме ништо. Бог тајните не си ги кажува. Нивната неуморна работа вродува со плод кој е уште повеќе мистичен од претходниот. Пронаоѓаат дел од подпорен зид кој во прво време ќе пројави интерес во научната јавност. Пониза истражувања и откриените камени надписи и делови од иконостас, се утврдува дека станува збор за свето место каде во почетокот на 12 век екзистирал христијански храм. Мајка Мирјана не се поколебала. И покрај низата недоразбирања со тогашните власти, просветлена и бескрајно предадена на неговата волја, решава врз старите темели да изгради нов манастир во кој ќе се слави Господовото име, ќе се опева милоста Божја и ќе лекува со неговата љубов. Изградбата започнала на празникот Свети Симеон на 14 септември 1967 година, една година по пронаоѓањето на светиот извор, а на осветувањето присуствувале највисоките во тоа време македонски црковни великодостојници. Времето критично не се дабоша се граде, а јас имаа големи мајки, ноќа бегах доваѓа тука, потресува си ги дечињата и бегах тука и морах да го почнам на 14 септември за да го правам манастиро. Ја мисле дека извршам со животот мој. Бог се убит на прикстие пак живел и ми викаше Кирил владиката, ко се осекише вика вчера со толку илјади граѓани и со владика и со сумпопа вика кога осветуваше манастиро. И јас му викам колку се осеќа срекне, повеќе се треперува, викам од себе, кој ден почнам, тај ден ќе завршам, мислејќи дека ќе завршам со животот мој. А волја Божја било тогава да се осветам манастиро. Значи тогава биде осветувањето со владица, со попове, со илјадници граѓани. Недела било кога Господ Бог решил да ја открие тајната на своето чедо.
Недела било и кога мајка Мирјана за прв пат ќе се замие со светата вода, а во недела ќе се постават и основите на новиот манастир. Името се недела е дојдено од дека во неделен ден се ја прво разболох. На 27.7. беше недела. После на Барбара кога дојде жената да ме пита, рековме дека во недела ќе дојдеме да земеме водичка да го замиеме дето. После по него доаѓа и Митко на Аксек Сапино син му и он пак во недела. И така остана името Света недела. И почнаме да го градеме манастирот, да се граде со името на Бога, со помош на луѓето. Дојдоме до џамовето и дедонаум владиката Бог да опрости, рече вика, сега вика Томина недела, на неверен Томо неделата вика, ќе се служа вика и ќе се остане вика Томина недела. И затоа така остана Томина недела. А на 27 е манастиро пак си има мала служба, Света недела. Секоја недела имаме ние свештеници кои се баде света литургија. А секоја утрена и вечерна служам и само од јас и 68 година примах и монашки чин. Пострижена сам од владиката и облечена у мантија, улезена у алтар. Значи, служам, молам се деноношно за луѓето и сакам Бог да ја помогне. Едно 12-годишно девојче од струмичката околија го јадосува лесоништа. Времето си поминувало, а нејзе постојано насони се јавувал некој чуден глас кој ја терал да замине во штипскиот манастир Света недела. Девојката повеќе не можела да одолее на предизвикот. Пред 13 години влегла во манастирските порти и до ден денешен останала во него. После кога не раснак веќе и имаш си голема мака, на никој не кажувак, се истото, само за тука да дојдек. Јас многу долго време мина, на 33 години тука дојдек. И со соништата, прекина и соништа, и мака, и видовани, и кажувани, и слушање. И сега ми е помирно, поубаво. Не ме замарат соништа. Ни па имам маки, како што сум имала порано. Во потрага по духовен мир, Снежана активно се вклучува во богослужбите, но и во одржување на манастирскиот комплекс. Моите задачи се тие сабајле да станам, очи да измијам, црквата да отворам, кандилата да се палам, камбана да тропнам, да изчистам, да заметам колку имам сила, колку Бог ми дава. И гости кои ќе ни дојдат, да ги понудам по едно кафе или доручок, ручок вечера. Господи Боже, наши епископа за ангел, свештенство, сестринство, братство, служащи, болящи и на Бога му се молящи. Се обисли се во век и влека. Пресвета Богородице, спаси ли нас. Честнейше, херувим и славнейше, без сравнения Серафим, без изследния богослороче, сушто е Богородицу те величаем. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне пресни веки векове. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе Боже благослови. Молитва ми се Ти обез наш се Христе Боже наш, смилувай се над нас. Амин. Годините си врвеле, а со нив се врвел и народот. Се сливал од сите страни. Барал прошка, помош за своите маки и страданија. И како по некое чудо, сите добронамерници овде го пронаоѓаат своето спасение. Теко добро, успех у школото и да ратме со родители. Ево сине, малку гътне боечка светена, така сине, да ми биде жив и здрав. За здрави Бог и секо добро, да ви помогне Света недела, здраве и мир нека ни дава и среќа. На пака, за убаво сине.
за убаво. Нивните очи прогледнуваат не од светата вода, туку зашто се премачкани од Божјата љубов. Неговата основна цел е да ги просветлува луѓето за безрезервно служење на Господовата желба. Тоа е неговата милост. Бог е многу возможен. И неби се презборили, и сакати се преодели, и хлепи се прогреднали по 20 години брак без дечиња за Бог има. По 35 кучери да го се одали. Бог е многу милостив. Помага, дај Боже на сите. Верувајте, а верата ќе ве спаси секој пат. Само со вера има и дела. Одолением твоем чудесни победише вражи сили до конца недело преславна. Дјево чистаја, Христо Бого моли се, даровати нам белио милост. Исусе Христе, смилуј се над нас. Амин. Јас сум по Народна Албанка, ја толку години довајгаше тука. Викам, мама, ја ќе се крста. Добре, джеме. Јас сум 3 години тука како сум тука крстена. Само тоа треба да сменам ја документи, се име, презиме и да се викам Ангелина. У 2 недели, у 3 недели довајгам тука, што колку можам помагам и се одам дома. Перам, чистам, се. Што треба работам, поштувам ги, они ме поштуват и тука сум. Света недела наша и јас толку години ако таа вера сум, а јас сакам го оваа вера, највише глава давам. За ова убаво место слушнавме од пријатели или роднини. Често ги посетуваме црквите во Скопје и во Скопската околина и многу ни беше интересно да го видиме и да го посетиме ова место. Бевме многу радознали. Многу ми се допадна гостопримството, посебно од мајка Марија. Беше многу љубезна, од незините помошници и навистина од околината и од изгледот на црквичката. Се надевам дека повторно ќе дојдам, иако за прв пат првото доаѓање беше малку комплицирано или не така едноставно го пронајдовме местото, меѓутоа се надевам дека наредната година повторно би сакала да ве посетам. Па има негде пред година и пол, 2. И сега имам сонувано еден сон. Тој истиот сон ми се повтара 3 пати. И сега го гледам тоа стариот дел на мајка Мирјана. Целото тоа ми е као сон. И сега веќе доаѓа ко најаве, си го враќам сонот на назад. И сум дошла едноставно да видам што се случува, како се случува, зашто најверојатно некоја виша сила, да речеме, што ме тераше да дојдам. Само што сум дошла од Скопје до кајснаата и одма на навамо викам ајде да појдеме да видиме, да го видам местото дали е тоа истото што е од сон. Манастирот Света Великомаченица Недела е изграден со помош на верниците и донаторите. Од страна народот што доаѓаат, помагат, до туа сме стигнали. Една зграда, друга зграда, друга зграда, друга зграда. Тоа е се прави од народот и за народот. Значи, народот не го остава тоа, мислам, не останува дужни на Бога. Бог е многу милостив, помага, дај Боже на секому. Во негова непосредна близина се изградени и 2 помали згради со конаци, во кои се сместени 20 легла. Но тие ни оддалеку не ги задоволуваат потребите на верниците кои бараат пренокиште или остануваат по 2 или повеќе денови. Должината на престојот во најголем број случаи зависи од карактерот на тешкотијата што и лежи на душата. Луѓето што спијат повеќе за дечиња кои идат спијат по 3 вечери, а иначе доаѓаат по 1 вечер, кој колку си има желба. Не се наплаќа ништо, не наплаќаме, евентар имаме и донаса народот, луѓето донасат, тоа е се, не сам купила ништо, меѓутоа се ми е донесено поклон и од народ за народ. Со благослов на архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, во поново време е започната изградбата на дополнителните конаци, со кои капацитетот на комплексот ќе се зголеми за уште 110 легла. Сакаме да
направиме една зградичка и помолиме, кажа му на Дедо Степан, он с голем апетит, он ги измери чекорите. Трудиме се да биде се најубаво, да се сместат луѓето, да се направи тоа, па сега Бог како и народот. Патрониот празник на манастирот Томова недела се чествува една недела после Великден. На овој ден манастирскиот комплекс го посетуваат и над 30.000 верници, кои бараат спас и лек за болестите кои и современата медицина не може да ги совлада. Ете, припремаме се преку текот на целата година за патрониот празник. Сакаме да го поминеме многу, мислам, посвечено, поубаво, по гостопримство на народот, на луѓето. Сакаме Бог да и помогне. Тога идат верниците кои имат со години и са намали дечиња, па одимуват. Кој оздравел, кој се оженил, кој заработил. Берат се ние на лече. Ние лечеме со водата света, ама ако имат верниците вера во себе си и во тоа што са дошли тука, и Бог ги помага. Верата секој пат лече. А они са доста уверени у тоа и тај без вера и не иде, ако нема вера нема ни дела. Меѓутоа јас сум многу задоволна, мислам, од сите. Поради големиот интерес, патрониот празник на манастирот доби димензии на вистински народен собир. Оттаму и желбата на голем број културно-уметнички друштва од сите краишта на земјава да се представат пред многобројниот аудиториум. Се бале доаѓаат, мислам некој пат доаѓа и владиката, повеќе доаѓа и владиката, свештеници имаме, они си ми роста, јас прескам само со водата света и народот си идат, тече, мислам, изобил да те е мрак да гледаш, кога гледаш дека иде народот озоле како врвца. Многу. За да се остане верен на христијанскиот дух, традиционално за сите присутни се подготвува познатата манастирска јанија, која се служи во текот на целиот ден, па дури и во доцните вечерни часови. Идат од секаде, мислам, на празнико, идат луѓе многу од сите страни на нашата земја и градот е целиот тука свлечен. Меѓутоа ние се испремаме, кој некој улезе со црквата, некој не може и да улезе да призат, бидејќи е многу голема гужва, а за тоа е припремано, цела ноќ се готве, имаме кои ни помагат, кубари, и цела ноќ се готве, цел ден се дава, до вечерта, до темнина се дава, и ладници, кила се сготват, јадење, мислам што се спрема, и вечера, ручок, обавезно се дава секојдневно тука, не сум бил никој да испратиме да иде гладен или не пречекан и не испратен. Секој се оде со дар Божи, со благодат да осете дека стварно бил и увакав и у манастир. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, као на детстве благому Твоему, не похвали преподобне Евдокиме житие Твое, и рано ангел ноче ело века село мудро красуй ся, Твое смирено е без молба молистија, непрестанно се до добродетели, от традиција еси блажено те мъже, жити